Почитувани, со членството во НАТО иднината е сигурна, неизвестноста е минат. Македонија станува 30-та земја членка во најсилниот сојуз на светот, призната со право на глас и одлука. Влегуваме во безбедносен штит на најмоќниот воен сојуз во светот. Трајно ќе ги заштитиме нашите граници и територија. Македонија станува фактор за стабилност во регионот, за безбедна иднина на нашите деца, бидејќи безбедноста на сите полиња во секојдневниот живот е клуч на нашата благосостојба. Стануваме земја во која владеат правилата, редот и законот. Влегуваме во сојуз кој функционира според правила и прописи. Со исполнување на домашните обврски, создаваме функционална држава во која владеат редот и законот и со која институциите се сервис за граѓаните, отворени и отчетни. Македонскиот јазик останува официјален во најголемиот сојуз на светот. Сите официјални комуникации меѓу Република Македонија и НАТО и земјите членки на НАТО ќе се водат и приведуваат на македонски јазик како официјален, признат од Сојузот и од земјите членки. Членството во Алијансата ќе донесе нови, големи странски инвестиции во економијата во Македонија. Инвестициите отвараат нови работни места, се зголемува растот на платите, ќе се зголеми извозот. Анализите покажуваат дека економиите во сите земји по влезот во Алијансата доживеале драматичен пресврт. Се бележи двојно до тројно зголемување на странските инвестиции, кои значајно го придвижуваат економскиот раст. Црна Гора за една година забележа двоен раст на инвестициите, во Бугарија тие порасна за 36%, додека во Естонија инвестициите за една година тројно се зголемија. Сите овие факти говорат само едно. Република Македонија чекори кон посветла, постабилна и посигурна иднина. Затоа, на 30 септември, сите заедно, одлучно, да покажеме дека ја сакаме нашата земја, заокружувајќи да за предстојниот референдум, да за Македонија во НАТО и Европската Унија.